Правдата што доцни не е правда. Рок, одлука и одговорност бараат родителите на загинатите во трагедијата во кочанската дискотека Пулс од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Тие реагираат поради како што велат предолго одолговлекување на постапката што основното јавно обвинителство ја води од 12 јуни 2025. Иако со месеци добиваат уверување дека предметот е во завршна фаза, конкретна одлука според нив нема. Родителите предупредуваат дека секое ново доцнење во ваков случај представува неправда. Порачуваат дека нема да дозволат случајот да биде заборавен. Ќе останат истрени додека правдата како што велат конечно не биде испорачена. Доста е. Веќе предолго ОЈО-ГОК ја влече постапката што започна на 12 јуни 2025 година. Месеци слушаме дека е во завршна фаза, а одлука нема. Во трагедија од вакви размери секое доцнење е неправда. Бараме рок, одлука и одговорност. Нема да дозволиме овој случај да стане уште една затурена папка. Ќе бидеме тука додека правдата конечно не биде испорачена. Правдата што доцни не е правда. Дополнително родителите го отвораат и прашањето како е можно лице поврзано со истрагата за трагедијата со 63 жртви без судска забрана слободно да отуѓува имот, барајќи еднаква примена на законот за сите. Како е возможно лице поврзано со трагедијата со 63 жртви, кое е дел од истрага или се споменува во јавноста како осумничено, слободно да отуѓува имот без судска забрана и без јасна контрола на потеклото на средствата? Ова е системско, легитимно прашање и не се однесува на лична критика, туку на еднаквост пред закон. Инаку изјавите на родителите беа од последниот марш за ангелите кој се одржа во саботата на 24 јануари. И овој марш со транспаренти со јасни пораки, родителите побараа правда за своите чеда кои вечно ќе останат во нивните срца. Како што истакнаа, за правдата ќе маршираат и ќе се борат до крај.